Да се види колку се, како се и што прават мечките на Шарпланина, но и да се најде решение за подобри услови за екзистенција на овој вид диви животни. Ова ќе биде значен дел од работата во иднина на Национален парк Шарпланина, согласно проект кој до 2031 година ќе се спроведува во 9 европски држави со цел заштита на динаро-пинтската популација на кафеавата мечка. Како институција, Национален парк Шарпланина активно ќе придонесат во истражувањата на терен преку мониторинг со видеокамери и собирање научни податоци за статусот, распространетоста и движењето на мечките во рамки на паркот. Се работи за проект кој што го води Министерството за животна средина и просторно планирање, заедно со Македонското еколошко друштво. Ние како институција која управува со просторот и дивите животни на територија на Национален парк Шарпланина ќе бидеме вклучени во собирање на податоци, анализирање на податоци, значи со нашите скромни ресурси ќе дадеме придонес на една национална иницијатива со која што целта е да се избројат сите единки на мечки на територија на државата, затоа што во последно време почнува се почесто да се случуваат тие штети. Не зборувам само кај нас, на Шарпланина, и во Национален парк Маврово, во изминатите години и разни шпекулации се појавуваат, така да ова е најсигурната метода да се собере ДНК анализа на сите единки, ќе се залови, мислам дека една е планирано да се залови и да се прави незино следење и понатака тие податоци да се анализираат и да се види, да се преброи колку мечки имаме во Македонија. Дел од активностите во паркот ќе значат подобрување на коегзистенцијата човек-мечка. Поточно, да се создаде атмосфера со превентивни мерки во која нема да има потреба мечките да доаѓаат до населените места и да прават проблеми за луѓето кога трагаат по храна. Во однос на превентивните мерки, секако повеќето од тие мерки зависат од нас. Ние сме на територија на која што пред нас веќе живееле овие диви животни, значи ние сме гости на таа територија и мораме да го обезбедиме тој соживот, да ги намалиме конфликтите. Има низа на превентивни мерки кои што се превземаат. Минатата година доделивме 5 сета на електрични огради на луѓе во различни села кои што имаа претрпено претходна година штети, на пчеларници и едно бачило. Ова беше повторно во соработка со Министерството за животна средина, со нивни проект беа обезбедени тие огради. На сличен начин и преку овој проект на национално ниво што ќе се спроведува, ќе бидат повторно доделени некои помошни помагала кои што ќе ги намалат конфликтите. Исто така беше обезбедена и една канта за отпадоци во која се става отпадок кој што ги привлекува дивите животни, но имавме и спреј за одбивање, затоа што еднаш одбиена мечка повторно нема да се врати во тоа место. Најчесто проблемите се случуваат во населените места заради огромното присуство на отпад. Еве, мојата лична загриженост е како се приближува и Курбан Бајрам, кога ќе дојдеме во ситуација да се одложат сите отпадоци од тој процес на отворено, а не како што било некогаш да се затрупаат, да се закопаат, тие ги привлекуваат мечките. И апелирам населението да постапи соодветно за да ги намалиме тие конфликтни ситуации. Минатата година за жал имавме навистина проблематична година. Како резултат на некои природни процеси на Шарпланина, дали беше недостаток на храна, не можам да тврдам, меѓутоа имавме штети. Значи имаше луѓе кои што побара помош од нашата институција. Ние се обративме до низа институции, дури и до Дирекцијата за заштита и спасување, до полициските единици, до Министерството за животна средина, но и до Министерството за земјоделие и шумарство, кое што како надлежно министерство и министер надлежен за лов или спроведување на такви санитарни мерки, се обративме и за осуда на една мечка која што веќе 3 пати имаше напад на добиток на жител од село Вешала
и тој претрпе сериозна штета, беше докажано делото. За жал не добивме одговор, не знам од кои причини. Ситуацијата се стиши со доаѓање на зимскиот период, но се надевам дека оваа сезона нема да имаме повторно вакви проблеми. Населението не треба да влијае во промена на циклусите во природата и со тоа ќе има нормален опстанок на дивите животни, вели нашата соговорничка. Не треба да се остава отпад, но исто така не треба да се остава и храната која ја користи човекот. Таа е грешката која не треба да се прави со цел да не се нарушува природниот процес на овие подрачја. Во никој случај не е препорачливо ние како луѓе да се вмешуваме во природните процеси и да ги прихрануваме мечките. Нивното присуство блиску до населените места е најчесто поради тој лесен достап на храна, затоа што имаме многу отпад на депониите, околу селата и секогаш се наоѓаат многу лесно достапна храна во близина на луѓето. Доколку ние дополнително ставаме храна, повторно ќе ги научиме на еден лесен пристап на храна. На Шарпланина има изобилство на храна. Мечките се сестојадни животни, значи има изобилство на инсекти, ларви, корења, изобилство на плодови, сите тие се во различни периоди. Во иднина планот ние да зголемиме да пошумуваме со овошни видови, иако во тие напуштени села, во нивни татари има овошни видови. Значи, уште еднаш ќе кажем, има доволно извор на храна. Ние минатата година се обидовме да направиме една иницијатива, меѓутоа не беше добре дојдена од повеќе институции и немаше никаков плод, затоа што прихранување на една голема популација, на голема територија со малку луѓе и малку ресурси е невозможна мисија. Треба да оставиме природата и природните процеси да течат како што течеле со илјадници години. Луѓето најмногу можат да придонесат со активности насочени кон зачувување и превенција на природата. Колку ќе ја чуваат планината, таа толку повеќе ќе биде нормален дом за дивите животни. Нашиот придонес како луѓе треба да биде насочен кон тоа да не фрламе отпадоци, да не ги вознемируваме, да не правиме конфликтни ситуации и да се движиме во оние места во кои што е дозволено, во кои што нема да се случат тие несакани последици на конфликтни ситуации. Фрлањето на отпадот, пикник местата, оставање на храна на тие места ги привлекува овие животни. Значи, уште еднаш апелирам дека треба ние како луѓе да се однесуваме одговорно во однос на отпадот и нашите активности во природа. Мониторингот или следењето на дивите животни со поставени камери овозможуваат да се следат не само мечките, туку и волците, рисовите, дивите кози и срните. Имавме наш систем кој што веќе 3 години ги следиме популациите не само на мечка, и на рисот, на срна, на дива свиња и дива коза и волците. Во тие сесии вклучивме дополнително и информации кои што ренџерската служба при патрулирањето на терен забележува единки на одреден вид и тоа го регистрираме. На крајот на годината правиме една сума од тоа што сме забележале на кои локации. Оваа година во план е тоа да го подигнеме на едно повисоко ниво, повторно заедно со Македонско еколошко друштво, тие податоци да ги дигитализираме, за да видиме дали методологијата на нашиот мониторинг е правилна. Со проектот кој што го спомнав, поддржан од програмата LIFE, дополнително ќе се анализира генетскиот материјал, значи уште поголема точност на единките. Од она што ние во овие 3 години сме забележале е дека популацијата на мечката е стабилна, не се работи за пренамноженост, конфликтите стојат, не ги негираме, меѓутоа тоа е поради причините кои што веќе ги кажав, а тоа е многу движење на луѓе и многу отпад. Популацијата можеме да ја контролираме во иднина зависно од односот човек-животно и продолжуваме со сите овие активности за мониторинг. Ние се опремивме со дополнителни камери, значи претходно имавме
30 камери, сега сме веќе на 130 камери. Ова се од старите модели кои што ги имаме, ова се од поновите. Оваа камера, да можете да забележите, е скршена од мечка, собрана е пред некој ден од терен. И продолжуваме со тој начин на мониторирање и ќе се обидуваме и понатака да ги подобриме начините на следење на дивите животни. Во рамките на нашата тековна работа, значи како дел на ренџерска служба и оделение за заштита на природа на Шарпланина, ние имаме обврска да следиме бројноста и здравствената состојба на дивите животни. Во таа интензивна сесија на снимање на терен со овие трап камери, која што ја споменав, забележуваме се на камерите. Забележуваме видови кои што се многу важни, кои што се клучни и видови кои што се помалку важни во екосистемот, иако јас не би ги карактеризирала така, меѓутоа за да разберете дека следиме само одреден број на видови. Значи, следиме дива коза и срна како главен плен на рисот, ги следиме популацијата на мечката и следиме популација на волк. Еден вид кој што е најактуелен во јавноста, рисот, исто така пред 2 години првпат официјално од страна на институцијата беше забележан. Во минатата година беа повторно регистрирани нови единки, значи покрај тој прв рис што го забележавме во пределот на Лешница, беше забележана и женка со младенче, што значи дека веќе имаме принова и раст на популацијата. И дополнително, значи покрај овие 3, оваа година колегата кој што беше одговорен за да се води таа мониторинг сесија, забележа уште 2 нови единки, значи веќе имаме изброено 5. Следна фаза ние да одиме на детерминација на стручно распознавање на единките и повторно тоа ќе го правиме со Македонското еколошко друштво. Тие на нашата територија веќе имаат ставено перманентни камери на 4 локации, од кои податоците ќе ги земат и ќе ги стават во регионалната програма за мониторинг на балканскиот рис. Тој е животно со голем распон на движење и ние мора да се осигураме како прекогранично подрачје кое што граничи и со Шари од косовската страна националниот парк и со Маврово националниот парк, дека таа популација на балканскиот рис е стабилна, а за понатака експертите да ни дадат предлози како да се направи уште по одржлива, затоа што предпоставуваат дека генетскиот материјал е затворен во оваа популација и можеби ќе треба во некоја една фаза да се прави реинтродукција на друг генетски материјал. Значи, ова што го кажав продолжува и понатаму. Спомнав дека како негов главен плен ги следиме и дивата коза и срната. Исто и за нив популациите се во пораст, меѓутоа на одредени локации. Сето ова е поврзано и со илегалните активности, криволовството постои, ловот на територија на Шарпланина не е дозволена категорија, криволовството постои и сепак се трудиме во однос на тие илегални активности и движење на моторни возила, луѓе, да обезбедиме мир за соодветна репродукција и квалитетен живот на овие видови диви животни. За вработените во Националниот парк е голема вредност тоа што го имаат сработено со мониторингот. Увиделе дека споделувањето на тие снимки пред секај ученици кои доаѓаат во едукативни посети во нивната установа позитивно влијае во подигнување на колективната свест за значењето на животинската разноликост на Шарпланина. Искуствата кои што ги направивме овие 3 години, особено преку работата на терен со ренџерската служба, успеавме вешто некако да ги пренесеме во таа едукативна компонента при посетите на училиштата, дали се од Тетово или Скопје. Ние споделуваме со нив информации како се прави мониторингот.
Децата сосема на различен начин ги прифаќаат информациите дека е потребно нешто да заштитиш, доколку им е драго да го видат, да видат целта зошто не треба да се фрли отпадот или не треба да се остави огнот во огништето или треба да се врати отпадот во својот ранец дома, таму од каде што си тргнал. И ги покажуваме трап камерите, експериментиравме и сами да постават неколку трап камери и ги споделуваме овие информации кои што се добиени од терен за однесувањето на мечката, како да разликуваат мажјак од женка срна, како да разликуваат мажак од женка дива коза, колкава е мечката, колку е висок рисот и веќе другачие се поврзуваат со природата. Драго ми е што сите колеги тука, бидејќи ние немаме толку луѓе вработени за да имаме еден човек кој што е одговорен за едукација, сите колеги даваат свој придонес во ова пренесување на информациите и сите сме вклучени како тоа се демонстрира кога ќе дојде една група од 30 деца. Тоа е навистина голема возбуда и сите сме вклучени како да се пренесе најдобро она што сме го научиле овие 3 години. Националниот парк Шарпланина постои само неколку години, па оттаму има потреба од соработка со организации со сродна дејност, како и другите национални паркови во Македонија и соседството. Ние сме млада институција со многу малку вработени луѓе. Во моето оделение сум јас како раководител и уште 7 ренџери. Потребни се уште стручни лица и во моментов ние тој недостаток на кадар го надополнуваме со комуникација со други институции и Македонско еколошко друштво, како една од организациите која што перманентно се занимава со ваков тип на активности назад низ годините. Со колегите од Маврово многу ми е драго што веќе почнаа да прават свој мониторинг, иако претходно тоа беше водено од Македонското еколошко друштво, од оваа година тие ги превзема активностите во своји ингеренции. Во нашиот случај, ние од сам старт почнавме да го наречеме експериментираме, меѓутоа учиме како тоа да влезе во нашиот основен опис на работните задачи на ренџерската служба. И сега сме до едно ниво каде што ни е потребна стручна помош и затоа почнува и оваа соработка со Македонското еколошко друштво. Со колегите од Косово исто така имаме добра соработка во однос на заштита од пожари, во однос на пребројување на дивата коза. Не можам да кажам се уште, затоа што не стигнал тој момент. Едноставно не можеме се да направиме од почеток на функционирање на институцијата, но очекуваме дека втората половина на оваа година ќе почнеме веќе и такви активности, а дивата коза е вид кој што мигрира. Северни експозиции, јужни експозиции на Шарпланина, значи ќе биде неопходно ние интензивно да соработуваме и разменуваме стручни информации со колегите кои што ја водат заштитата во Националниот парк, со кои граничиме по цела должина на Шарпланина. Во однос на бројноста на мечката, во досегашниот мониторинг има евидентирана оптималност од 80 единки на целата територија на Шарпланина, не само на подрачјето на Националниот парк. Новиот проект треба да даде уште подетални податоци за популацијата на мечките.